Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Среќен, Рингу трчаше назад кон селото. Тигарот е мртов! Тигарот е мртов! Го убивме! Бату се гордееше со поголемиот брат. Ти си неверојатен. Беше ли исплашен додека го ловевте тигарот? Многу, но се молев и потоа срцето не ми чукаше толку брзо. Тоа сигурно е Сахи Груп, белиот тугинец, оној кој ми кажа за Исус. Дојди, да трчаме кај него. Двете индиски момчиња исчезнаа зад следниот агол и тогаш ја видоа незгодата. Джипот на мисионерот беше заглавен длабоко во калта. Рингу мораше да ги впрегне биковите за да може да го излечат джипот од калта. Готово е. Рингу, ти благодарам многу за помошта. Денеска морам да ти кажам збогум. Нема да се видиме долго време. Секогаш памети дека Господ Исус е постојано со тебе. Остани му верен и секогаш прави го тоа што му е угодно. Гревот нема да те направи среќен. Дали се уште го имаш писмото од Бог? Да, го чувам овде, во Турбанов. Чувај го Божјото Слово во твоето срце. Можеш да се потпреш на него. О, патем, мојата органа ја нема. Рингу се вцрви од уво до уво. Тој беше крадецот. Го скри инструментот во старата барака. Дали Сахиб го знаеше тоа? Немам време да ја барам. Може ли да го направиш ти тоа за мене? А ако ја најдеш, те молам, однеси ја кај господица Мери во градот. Таа секогаш знае каде проповедам и ќе ми ја донесе. Рингу полека ги крстоса рацете и ги повлече врвовите на ушите. Така индијците даваат ветување. Вистинско курку ветување. Рингу потресен отиде дома. Зошто не кажав дека јас сум крадецот? Јас сум кукавица. Господе Исусе, можеш ли се уште да ме слушаш? Украдов нешто. Жал ми е. Те молам, прости ми го гревот и помогни ми да го правам тоа што е правилно. Кое е правилното нешто што треба да се направи во овој случај? Рингу веднаш знаеше. Мораше да го врати украденото. Но тоа е тешко. Што ке мислат другите луѓе за него? Слушна тиво глас во неговото срце. Врати ја органата и направи го правилното. Дали и ти го знаеш тој глас? Дали знаеш како да надоместиш од кога си украл нешто? Одговорот ќе го најдеш во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!